И зад овие затворени врати и решетки е нова година, но прославата тука е далеко од таа што има на останатите места. Некои ќе можат за празниците да тркнат до дома на привремен отпуст. Некои ќе можат да прослават во оваа просторија заедно со останатите, додека повеќето притвореници и опасните затвореници ќе останат под клуч, затворени со својот цимер зад заклучените тешки метални врати. Низ затворот во Шутка може да се забележат и новогодишни украси, сијалички, па дури и по некоја елка. Од над 160 штитеници кои веќе имаат правосилна пресуда, само околу 60 ќе добијат отпуст за новогодишните и божикните празници од истражниот затвор Скопје. Никого не му пожелувам да се најде во оваа ситуација, во оваа установа, бидејќи сега поради таа причина што ние немаме таа близина со нашите сакани семејства, пријатели, прилично тие денови поминуваат тешко, поготово тие празници. Ако празниците значат топлина и моменти за паметање со најблиските, тоа најмногу им недостига на затворениците. Осуденик на 4-годишна затворска казна, кој не сака да му го откриваме идентитетот, ни раскажа дека сеќавањата избледуваат бидејќи деновите поминати во затвор се многу подолги од оние кога сме заедно со саканите. Сега тука највише се осеќа тоа покајување, таа последица од тие постапки што сме ги направиле. И за жал не сме само ние тие што го осеќаме на тоа, него се одразува и на нив. Дека изречената затворска казна не ја одлежуваат само виновниците, туку и нивните семејства, ни сведочи и друг затвореник од Шутка. На сите, особено на младите, им посакува да не се огрешат пред законот, за да не се најдат во една ваква ситуација. Тоа е факт. Тоа е факт на еден нормален човек. Тоа на секој би му фалело во овој круг. Значи, се надеваме дека во понатамошниот живот да не правиме грешки, за да славиш со своите. Тоа е една што ние патиме, окей, тоа, него патат уште многу луѓе надвор наши. И не се само затворениците, и нивните чувари од затворската полиција вообичаено сите празници ги поминуваат работно. Командирот Станковски не памети инциденти за време на Нова година, но и генерално за било кој друг празник. Атмосферата како атмосфера е опуштена, ама се иде во согласно со куќниот ред и законот за извршување на санкции. Барањата се едно, законот и куќниот ред се друго, се прилагодува. Овде сум вработен 20 години за новогодишните или за било кој верски празници, иако им е тешко на самите осудени лица. Него имаме, може малце поопуштена атмосферата, инциденти како инциденти не се забележени. Првиот човек на затворот вели дека согласно куќниот ред и законите, притворениците и затворениците од висок безбедносен ризик новата година ќе мора да дочекаат во своите келии, а за празниците ќе добијат само по богато мени. За нив ќе продолжат да важат строгите правила, иако станува збор за празници. Во притворот законските прописи се малку поинакви затоа што притворените лица престојуваат во келии и не им е дозволено по основ на делата што ги оптоварува обвинителството, не можат да се дружат, нарочито ако се во поголема група, што не е дозволено во законот. Во однос на штитениците, тука имаме малку полиберален став. Новогодишни пакетчиња од затворот добија децата на сите затворски полицајци, но во соработка со организацијата Свети Спас, раководството им додели и на семејствата на затворениците од ранлива категорија. Може би скромно, но големо внимание за децата кои го поминуваат детството во отсуство на еден родител.